Пролета е годишно време на кое што повеќето му се радуваме, но пролета е и годишно време кое што носи низ алергии со себе. Голем број причини може да доведат до алергиска реакција. Лекарите велат дека се што е околу нас може да биде алерген. Алергијата е една одбранбена реакција на организмот, меѓутоа кон материи кои обично не се алергични, не се штетни по организмот ако не сте алергични. Значи тука спаѓаат полените, храна, понатаму спаѓаат овие паразити што живеат во домашна прашина и многу други работи. Значи буквално се што е околу нас може да биде алерген. Значи воглавном се субстанции кои не се штетни кај луѓе кои што не се преосетливи на нив. Алергиите се во значителен порас, вели доктор Бушлетиќ, и се јавуваат на сите возрасти, но особено се изразени во тинејџерската и детската возраст. Воглавном за алергија нема стар човек, значи може да се јави на секоја возраст, но предоминантно кај тинејџерската популација и во дечијата кога е храната во прашање. Од март до почетокот на јули е активна алергијата на полен. Манифестациите се различни во зависност од тоа кој орган е зафатен и каде се одвива таа реакција. Значи ако реакцијата се одвива на површината на очите, тогаш сите симптоми ќе бидат од очите. Значи чешање, црвени очи, солзење, дури болка може да се јави. Понатаму ако реакцијата се одвива на ниво на носот, тогаш имаме затнат нос, течење, чешање, кивање, што е многу типично исто. А ако е тоа слузницата на устата, ќе имаме црвенило, значи на устата, може една појачена саливација и ако се горните респираторни патишта, повторно доаѓа од таму кашлање, значи позголемена секреција, искашлува пациентот повеќе, чувство некој дури и на болка и како што се спуста према белите дробови, како симптом може да се јави и гушењето. Ако е кожата, па која што е местото каде што се одвива реакцијата, тогаш ќе се јавува црвенило, чешање на кожата и може да биде и дигестивниот тракт, кога може да оди со појава на запек или да оди со појава на чести столици, со една болка, грчеви, подуеност на стомакот. Само доколку се базира на симптомите кои се јавуваат и особено ако за прв пат станувате алергични, тогаш многу тешко можете да направите разлика дали е алергија или настинка. Проблем е што потешко се разликува од настинката, бидејќи пролета е сепак време кога се присутни голем број на вирусни инфекции, кои што исто можат да ги нападнат и носот, и грлото, и дишните патишта, па симптоматологијата е многу слична, освен што немаме чешање, така изразено на носот, на очите, што е повеќе типично за една алергија и нешто што е потипично, што овие кивањето кое што го има пациентот се јавува како во напад, по 5, по 6 во континуитет, па малце се смирува и повторно продолжува и ако е прва година на појава, многу е тешко, ако не се направа до изследување, да со сигурност се каже дали е тоа настинка или е, значи, може би алергиска реакција, но ако пациентот приметува дека неколку години, приближно во истиот период, му се повторуваат овие симптоми, тогаш секако повеќе одговара дека се работи за една алергија и ќе треба да ги продолжи испитувањата за да истото тоа и се потврди. Доктор Бушлетиќ со совет да се избегнува контактот на алергенот на кој знаете дека сте алергични. Кај поленот кој е аероалерген, односно го има во воздухот и е тешко да се избегне, се препорачува во домашни услови и во автомобил да се користат клима уредите, да не се излегува и престојува надвор кога е сончево, затоа што тогаш нивото на полен е најголемо. Други препораки се здрава храна, умерена употреба на алкохол, престој во природа на чист воздух, физичка активност, да не се земаат антибиотици без реална потреба и колку што можеме да го избегнуваме стресот. Стресот и прекумерната тежина доведуваат до склоност на организмот за развој на алергии, додава доктор Бушлетиќ.